како ми стојат мочари, дедо Перо. О май гад! Усмешен проект. Ево го, малото машинче што го имам во рака, што денешно во видео ќе го гледате низ цело видео како го направив, гледате до крај. Да го земам копрато. Добро дојавте во нешто ново. Кај сте бе? После 3 дена, вајде. Не знам кога ќе објавам видеово, не сум сигурен, треба да земам копрато за да можеме да го снимиме ова видео. Добро дојавте во новото видео. Добро дојавте во денешно видео. Денеска, како што можете видите по тамнелот и по насловот, искрено снимаме нешто поразлично. Се прашувате што е тоа поразлично? Секогаш јас влогам и идам по евенти, надвор, само влогам и ништо не правам, така? Епа, овој пат нема ништо не правам, туку ќе правам еден крафт, како што видите по насловот, како што видите таму, не знам како сум го направил. Сакам да го направам ова, затоа што го видов колку е не е толку лесно, затоа што ти требаат tools, а ја немам tools и сега ќе биде малку тешко да го направиме ова. И не знам колку ќе успее да го направиме, така да bear with me дечки, за тоа време, за да може да ми успее, бапнете го лајкот, сапскрајбнете се каналов и упалете го звончето за да не пропуштите вакви челенџи и за да ми успее, морате тоа све да го направите за да ми успее, така да удрете го тоа. Ајде ние сега треба да идеме на глава, не знам дали треба општо го трошам ова, ама ќе треба на глава да го ставам. Ајде да одиме. Гледа, баш нема живопиле моментално. Нема многу коли, нема многу луѓе, поготово луѓе нема. Јас будела на Пеколов, мислам моментално осеќам брат жештина у мене. Ама мора што да се прави, тоа е за видео брат, за луѓе, за вас да го правам ова. По правило не би излегол сега у Пеколов, не би одел надвор, не би бил тука вака надвор. Ама го правам брат луѓе за луѓе за вас го правам ова. Зашо треба да се направи видео, морате нешто вие да гледате после 3 дена, не може да го оставам така да затоа бапнете го лајкот. Гледате тука пред мене, гледате колку е празно. Ева ви се вика Пекол, што нема живо пиле, жими све. Знам дека е све крвно, тоа видите така оп. Јас сум крвна, видиме мене. Ајде се гледаме како ќе земам туло. Океј, во моментов идам на кај Diamond Mall, како што гледате. Влегов у Рамстор, го земав тој тул, ќе го видите после. Ќе видиме вакво, треба прво да земеме тоа чудото што треба да го правиме, тоа што треба да го правиме. Алатките, мислам дека ни се више земени, само шишето ни фали. Ќе ми подберат коли мене. Сега идеме горе да јадеме едно гиро прво. Треба малце калории за ова. Пеколов е, што да ви кажам. О мај гад. Идеме сега од Diamond, дечки. О мај гад, види вака. Не знам колку гледате горе, ама мене ми е тилтнато малце доле GoPro-то за да можете вака да ми ги гледате рацете. Нема вез. О мај гад, Diamond Mall is very big. Вака како ќе видите. А иначе не знам кога ќе дојдете дали ќе мислите дека е биг. Не ме слуша тебе. Видите колку високо е. О мај гад. Ево наместам вака затоа што нема да биде сигурно white наместено. Јадеме гиро мама. Ево гиро точки. Не го гледате ви од таа мама. Многу е големо. Не очекував да биде толку големо. Туло го земав, тој што требаше, алатката што ми требаше, што може би ќе работи, може и не. И ќе видиме дали ако работи, супер, ако не, бараме друг начин да го направиме тоа чудо. Мистериозен крафт, ќе се вика видео. Не било лошо гиро да се јаде. Многу ретко јадам гиро. Пошто чикен бургери и такви работи јадам. Мислам дека гиро е многу добро да се јаде. Поготоа булкао. Гиро мама си гирадико се врв гира. Ако сакате да знаете каде е најдоброто гиро у Скопје, има две места, кои што едното е во мол, а другото е може да го најдете на улица. Сам не на улица онака како тезга или нешто, туку не у мол, а тоа се гиро мамас и гирадико. Најдобрите гиро у Скопје. Реков кога ќе се најадам дека ќе ви се прејавам, чекај видите напред пред мене. Уоо. Видете го ова, иако не е супер white, ама јас сум без не го ставам на глава сега. Те во моментов идеме да земеме нешто од маркет, тоа што ни треба. Сега ќе видите што е. Ама не ви кажам што ќе го правам, само ќе видите што ќе земам. Кога вака Diamond Mall кога го гледам не е толку пун за разлика од
Многу по-кали е верото, мислам дека да, тука е верото, каде сум точен. Да, точен сум, тука е верото. Треба да отидеме до веро да вземеме нешто, така да еве ви напред. Ова ви е Diamond Mall, да го видите вие што не сте од тука. И тоа. И гледаме кој ќе го земам. Сега ова. Тоа ќе го земам затоа што мислам дека е добро за тоа што треба да го правиме. Иако можам и две да земам такви мада. Ама и ова не е лоша. Една кокта. Земаме кокта. Да, од шиша ќе правиме нешта. Теја имаме само многу разни шиши, ама можеме ние овие две да ги земеме. Сега не знам колку ќе ги испијам двете, ама нема да ги испијам двете, што не сакам. Може да земи чипсови, чипсови умилен на вас. Чипсови. Не земаме чипсови, тоа нема да го грицкаме. Ќе земеме вакви и овие ќе треба да ги испиеме до дома. Мислам не двете, ама едното. Едното додека стигнам дома треба да го испијам, така да ја. Ајде дојдеме каса ги платиме и се гледаме надвор. Еве сме сега пак на глава, моментално. И тилтното ми е мислам, чекај, извинете, тилтното ми е мислам дека малце понадоле. И еве Кока-кола што треба да пиеме, чери Кока-кола. Треба да го испиеме затоа што ова делче ќе ни треба. Ево ова тука вака делче ќе ни треба, затоа што ќе правиме нешто многу интересно. Чекај само да не ни прсне. Охо. Изоше вакво капачето не ни треба, нема везе. Ајде да пиеме. Cherry Coke is the best Coke ever. Земете си ја. Cherry Coca-Cola. Бавнете го лајкот за среќа да добијам да можеме да го направиме ова. После 20 минути тргнавме. Тоа беше 20 минути за мене, за вас секунда, но голем поздрав до Еди што ме тагна исто на стори, кај што неговиот Instagram профил може да го најдете овде на скринот. Он е многу добар фризер, ми се допаѓа како ме шиша и можете вие да си пробате ке него да се шишнете. Ми дозволи да снимам во неговиот салон. Преходното видео што ви кажав овдека десно да го гледате, нели на тоа, стиснете само и ќе ве доведе до тоа што е со фризерот, подоцна со двајцата на тамнелот, така ќе треба мисијата наша моментално. Мисијава што треба да завршам до дома е да го испијам ова Кока-колчево тука што ми стои. Секој застанување на семафор ќе сипнува малце, до дома треба да го испиеме, за да можеме да работиме како што треба. Сега не знам дали ќе ми успее ова проектче мало. Цело видео направив само за ова проектче да се деси на крај. Како се деси, како направиме. Важно да го успееме да го направиме. Не знам колку напред гледате, ама видите колку гужва има моментално. То е пакинг ова, брат. Зелено може да се помине. Да бе, може да се помине. Сега вајде нема се упали одма зелено, да пиваме нашот Кока-кола. Леле пеколов сакене. Ќе ме лупне у глава. Видите кога, замислите, пекол, жежок пекол, вака гори, еве например оган, вака гори ќе ставаме пек и моментално гориме сега на пекол. Леле, брат, и очите ми горат. Леле, све ми изгоре. Многу е жешко, идеме право дома. Да направиме ова проектче. Ако успеало проектчево, тоа значи сте го бапнале сите лајкот од иднината. Видите дека сте ме поддржиле. Море. 2 hours later. Моментално Кока-колата и Пепсито, коктата се ставени во фрижидер, Кока-колата скапе и коктата скапе, мислам не скапе, туку врели се. Ставивме сега да се ладат и двете, затоа што се пекол направени, така да ќе почекаме некои 20 минути за колку толку да се оладат и после тоа да допијам Кока-колата и да почнеме со проектот да видиме како ќе го направиме, што ќе направиме. И stay tuned, пошто мислам дека е јако ова да го направиш, затоа што кога ќе го направиш ова, верувајте, можете да правите свашта со ова, значи може некој да го јаде, Ајде нека поминати 20 минути па се гледаме за 20 минути. Чао. 20 minutes later. О мај гад, како ми стојат ночариве, бога ми, како дедо Перо. Брадава ми е упи***кава огромна. Моментално ги земав алатките што ни требаат уствари за овој проект да успее, да се направи, иначе не замерувајте за ночариве. И ми треба зашто ќе работам со алат и затоа малце да не ми летне нешто очи. Safety first. Така да денеска ќе ви покажам што алатки ни требаат за овој проект да се оствари, зашто не знам дали ќе успее, нели верувајте, пробав све најдов што ми треба и се надевам дека ќе успее, ако успее. Мислам дека успешен проект сме направиле во иднината, видете вие мотнете или ако сакате догледате до крај. И ајде веднаш да започнем, иначе не ми замерувате, вака немам блуза, значи овдека моментално е 40 степени, не знам дали има термометар, такво нешто за јок, за термометар нема овдека со ова, така да можеме да видиме што алатки носиме. Океј, моментално, како што можете да видите, имаме шише, што тоа уствари ни требаше, имаме дупчар, не мислам на тоа,
што ќе ни го дупчи шишето, пак не мислам на тоа. Имаме ластици што ќе ни требаат, вакви растегливи ластици, сега не знам колку работи со ластиците, ама е вакво ластиче кој што гледате. Ќе ни треба чекан за да издупчиме тука вака, низ капачево, затоа што сакав со кибрид да го направам тоа, но боле е некако со ова, затоа што денешниве времења не е за оган палење. Имаме ножички за да го можам да го прешачам овој дел тука вака и ги имаме тие работи што ќе ни требаат за ова да се оствари. Сега ќе видите што е. Значи, ние овие работи ги имаме, сега морам да видам една друга перспектива да ставам довдека, како што јас правам. Така вие довдека да ме гледате. Еве имаме сега друга перспектива од тука. Гледате се упали нешто? Епа сега ме гледате од тука. Моментално гледате овдека. Еве ги латките, како што гледате тука и тука. Имаме две перспективи, разбираш добро. Сега направаме прво да го засечеме шишево. По правило требаше со нож да го исечам вака овдека, ама не знам колку испат тоа со нож. Ќе пробам со ножици да го издупам. Не мислев за тоа. Да го расечеме шишево, сега не знам колку каде да го расечам, дали тука да го расечам или ова ќе мора изгледа лейболот да му го извадам. Бапнете го луѓе за тоа време вие сабскрајбот. Маме тоа тиво. Океј, нема врска, тоа не беше моја идеја. Абе, жими се, ова е залепено. Ајде го. Откачи. Да, залепено било. Откачи. Бам! Сега мора да го пресечеме негде тука за да имаме место како да ја го врземе, што ќе биде многу јако. Сега молете се затоа што треба да го сечам. Шишо. Да му го сечам. Ме страх малце. Малце ме страх затоа што некам да се засечам, јас да се засечам. И сега име од тука вака, ако го исечам, мислам дека е добро место. Нема да... колку ми е страф, еј. Колку ми е страф ова. Ризици правам за вас, дечки. Требаше нож ли изгледа зле? Требаше нож да земам да го сечам? Да, требаше нож да го... Да, мола, немој. О! Ај! Please. Оу! Пак! О! Леле! Влезе! Влезе, нема везе. Сега можеме да се продолжи. Ево. Таман, дечки. Имаме ли? Окей. Имаме. Се надавам дека ќе успее ова што мислам да го направам. Дали е таман ова, мислам дека колку е таман, не знам, ја мислам дека го заебав, ама нема врска. Сега пробуваме со дупчалкава да го дупчиме ова чудо. Име дали ќе го дупчиме, чекај да видиме ова како се дупчи тука, вака дупчиња се прават. Абе, тие новчарите ништо не гледам од нив, safety first, ама ништо не гледам од нив да ми се плукнам тоа едно дупче тука. Вајде пластика дупчува? Океј, моментов труф. Дали дупчува пластиката? Позна хефталка. Не чекај. Да бе, не ми се верува, да. Holy fuck, брат, тоа е јако. Ева како ќе наместиме и сега. Колку не знам ќе направи, кај ќе направи. Чекај. Ева го тука. Го направи. Ти ги направи двете дупчиња перфектни, леле да ми се верува, успеа, ај. Ако да успее, bear with me. Леле, ова може да успее до крајот. Safety first, брат. Чекај сега да видам кое ластиче можам да го сечам. Ова ќе го исечам и ќе пробам со ова, зашто ова е некако и доволно, а може и треба и помалу. Не сум баш сигурен. Ова перфектно испадна, мислам дека испадна перфектно, ама не сум сигурен, така да молете се да биде се окей. Дали се гледа овдека и овдека? Да, тука и тука се гледа. Колку не знам гледате фокус, чекај да видам јас ова дали... Нема везе, пробав нешто. Да го врземе, за да може... Ја не знам како ќе го врзем ова. Ова треба да го заварам, на крај го запалам, да го заварам, но не е тоа добро. Сега ова лето, ево, поврзав. Тоа е добро и... Ова не е малку добро, зашто треба да е многу кратко. Можем да го скратам, мислам дека. Ова што го правиме сега, дечки. Тука треба да го скратам. Пошто нема потреба понатака. Ето го. Добро е, сега за сега добро. Не знам колку ме гледат од тука и од тука. Ево вака. Сега треба да го врзам, нека не знам колку ќе може.
само тоа е најбитно да работи после на крај проектче, иначе после што сака нека крши глава. Ево го тоа што ми треба. Значи дечки, ево го тоа што ни треба. Гледате? Ево го. Цак, се тегне. Тоа ни требаше, не ни требаше баче вака доле, гледате како маце е доле. Сега се извинам за кадров што маце заебано овдека може. Гледате како е маце доле овдека, епа гледате ова е маце горе, ова е маце доле, нема везе вака ќе биде. И дечки, финалната работа што треба да направиме е капачево да го дупнеме, прво да го откачиме на тоа. Еј, те молам да работи после. Капачево може да се стави после тоа? Че видиме. Да, може. Нема се. Ево. Сега треба да го дупчиме капачето, капачево може да се здупчи со дупчалка, како не. Затоа ги ни треба шајка. Еве, шајка. Како ќе да не го здупчам ја паркетот доле подот, па да отидам под пак. До средина. Колку средина можам, не знам колку. О, му влезе. Ама не е доволно големо дупчето, така да не знам што треба да му направам сега. Може би ова шајчево ќе го дупчето ќе го прошири го дупчето на мајката. Зашто не сака некаква шајкава, мислам дека во средина ако го не шајкава, туку штрафче. Штрафче зема за да може да помага и штрафчето некако у овие ситуации. Чекај бе како ќе го проширам она дупчено. Еј, бе не може да се направи голема дупка, како да направам? Ова треба, значи, вакво едно треба да влезе преку неја, замислам дека пропустувате што правиме. Ајде да видиме. Абе не иди у едно дупче на друго, у средина мавај. Не. Го фатив. Мислам дека. Ова не знам. Ова треба вака на вака. Леле. Значи треба само го искинам тој, мислам дека е доволно дупчето. Тоа средина брат. Значи две дупчиња се. Морам овие две дупчиња да ги сепарейтнам едно на мајка. Леле. Ова ми го рашири ко на Мартин Шупчето. What the fuck? Оу, кај бегаш боре? На паркетот. И да. Чекај сега изгледи од овдека, плиз. Сега треба го одвртувам. О! Ама не, ова нема да влезе, не е толку широко. И големо дупче направив. Ама ова не ќе се извади. Готово, го заглавивме. Уефа мајка. Капачето го наштивме заради тебе, излези. Ево го, излезе. Колку кава дупчето. Ама не е уште проширено. За да може да влезе едно такво тука. Само го направивме маца по-широко. Леле колку е жешко човече, леле колку е жешко. И камериве ќе ми преиграат на крај. Шо свиш бе ти тук е тум? Ау, не знам, дупчо некојаш ќе го прошириме, па чекај да ја со шајка вака например да пробам да го расширувам дупчето, да вртам и да се расшири, а? Иде така, маце е проширено и не знам колку ова може да... Епа еве го, не е лошо. И дечки мислам дека себе идејата му е маката, да видиме дали тоа што мислев дека јас ќе успее. Каде ми е бе? Дали е успешно тоа што мислев јас дека ќе успее. Дечки, гледате го, ако успее. О мај гад! Успеав! Не ми се вери, успеав! Ама перфектна е. Види ја стрелата. Видете ја стрелата. Ево го, шишото, еве ја стрелата. Holy fuck, брат, видете го. Ова е многу јако нешто, гледате го, како лета. Деле ќе погодев нешто, жими све, стрелава е најака нешто, значи видовте како се прави, значи зимате ваква некој од Кока-кола шише, го катапнувате овдека, зимате факинг дупчалка, ова е дупчалка, значи знаете како изгледа дупчалка, еве овдека на камера да видите, ова е дупчалка, шишето го преполовивме, преполовена и тука ластик ставивме и преку ластикот и само земате вакви што боцкаат и овие му ги мавате на некој у чело. Така да можеме сега да пробаме надвор еднаш кога да фрлиме едно стреличе да видиме дали ќе успее да летне, само да не летне на некој глава у чело директно еде. Еве сме иначе надвор, моментално е колку саат? 8 саат и
Нема многу сонце, овдека бие, блести сонце, пошто имаме тука панел за, како што гледате под перспективата моја, ова панел за вода и тука треба да иде сонце, многу сонце иде овдека искрено, по правило. Така да, моментално не е жешко и немам изгорени камерата, ни GoPro-то овдека. Ево го сега тоа за стрела. Видете како изгледа. Да видиме колку далеку лета ова. Ево ми ја перспективата, ми изгледа рацете. Можеме вака да го држиме само, треба и друшка некоја, ама нема веза, мислам дека е окей. И ваде нема да се откачи, не би требало. Вака и само правиме. Ај, не бе! Не е доволно големо дупчето. За главова треба да се направи со шајка поголемо, ама ќе видиме, ќе пробаме се уште едно. Значи вака, раздола некако и вака надоле. Ама како леташе сега пред малце, не знам. Holy shit, бе, колку брзо леташе. Е вака. Видите? Тие види поголеми луѓе. Видите? Тие влета за... О май гад, брат. Успешен проект, не ми се вере. Ево го, малото машинче што го имам во рака, што денешно во видео ќе го гледате низ цело видео како го направив и вие може го направите, така да stay tuned, гледате до крај. Ќе го донаправам, мислам дека само дупчето ќе треба да му го ево вака, да му го расширам шупчето на Мартин. Мислам дека тоа би било тоа дечки од ова видео, немам што друго више да правам освен да ви кажам дека е успешно проект што го направивме, што мислев дека нема да успее. Мислев да нема да успее заради тоа што не знам колку ќе можам да направам големо дупче овдека и не знам колку ќе можам да го врзам ова, ќе мислев ќе треба да го заварам со нешто или пак да го лепам со оној лепакот, го знаете, како се вика, оној лепак пиштол, брат, не знам, така се викаше. Мислев ќе треба со тој да го лепам, а тој го немам и на крај испадна дека само треба да го врзе и тоа све. Значи, целиот процес вие у видеово како го направив ова и ако сакате вие вакво едно да направите или пак да направите повише, можете да направите едни 4 вакви 4 души да се пукате со овие, сега пазете пошто овие што ги имав како стрелички што се боцкави и тие брат кога ќе се поводиш може да се закачи у рака, боли тоа. Така да направите такви некои овие ако ги правите, земете тие боцкавите и ставите им некоја тупа или тапа на нив и направите како стрела, како боцкава, ама нешто меко е тапата и со тие маете се. Доколку ви се допадна луѓе видеово, не забравете да го пукнете тој лайк, да се сапскајбнете на каналов и да го палите звончето за да не ми пропуштите ни едно вакво проектче кој ќе ми текне, пошто сам ми текна од интернет и затоа го најдов ова и мислам дека ви се допадна. Надам дека ви се допушенаш и се гледаме у наредно видео за 3 дена. Чао дечки! Чао!